Евхенија и Костијантин Мухин го отворија својот втор ресторан во Керсон, Украина, кога Русија изврши инвазија во февруари 2022 година. Борбите го затворија нивниот ресторан, па Евхенија вели дека им помогнале на локалното население во подготовката и испораката на храна. Кога почна војната во Херсон, животот се преврте. Не го очекувавме тоа што се случи. Работевме за да помогнеме да спасиме што е можно повеќе животи, волонтирајќи секој ден. За време на руската окупација на градот, тие велат дека почнале да добиваат закани и сватиле дека треба да ја чуваат безбедна нивната тогаш 6-годишна ќерка. Ги криевме децата во подрум додека им помагавме на луѓето, но кога волонтерите почнаа да исчезнуваат, свативме дека треба да заминеме заради нашата ќерка. Таа и незиниот сопруг велат дека го напуштиле градот ноќе, пеш и на крајот завршиле во сад. Заминале речиси без ништо, вели Костијантин. В Украине мы были господарями бизнесу. Во Украина имавме бизнис, па затоа ни беше многу тешко овде да почнеме од почеток. Сите наши заштеди останаа во Украина. Костијантин се обидел да работи како готвач, но сакал да отвори свое место. Немал пари за ресторан, па почнал со мал камион за храна. Тие се нарекуваат себе си готвачи без ресторан. Ми инвестували лише 4,5 тисячи На камионот инвестиравме $4.500. Тоа е стара приколка. Ја опремивме и почнавме да работиме. Sunflower Food работи во различни делови на Денвер. Електронски може да се види каде се наоѓаат во одреден ден. Менито вклучува претежно семени рецепти, сладки и солени кнедли, сарми, рецепти со компири, пилешко на киевски начин и традиционални салати. Найчастіше, напевно, замовляють котлети. Најчесто луѓето нарачуваат пилешко на киевски начин, бидејќи претпоставувам дека звучи познато и сарми. На американците тешко им е да ги изговараат имењата на јадења, но јас ги учам. Но не мора да ги научи за да ја сакаат храната. Тоа беше мојот прв пат да пробам украинска храна и беше вкусна. Полнетите палачинки ми беа омилени, а ќофтината беа неверојатни, исто и вареното тесто. Тоа беше најдобрата храна и почнавме да ги следиме на социјалните мрежи. Моето омилено јадење е варено тесто. Мухин велат дека никогаш не очекувале Sunflower Food да биде успешна како денес. Но и покрај нивниот успех во сад, парот сонува да се врати дома и да отвори нов ресторан. Ресторан кој на украинците ќе им ја донесе американската кујна.